Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, најнапред од име на Левица ја поздравувам иницијативата оваа резолуција конечно да го види светлото на денот и да дојде како втора точка на дневниот ред, за разлика од нашата декларација која никако да го види и можеби нема никогаш да го види, таа заглави на 24-та седница. Ке почнам во еден гандиевски дух. Ганди вели дека на вистината не е потребна јавната поддршка од корумпираните пратеници за да биде вистина. Така што овие документи кои ние ги носиме како резолуции или декларации се само символични. Вистината е дека македонци има, македонци имало и македонци ќе има, без оглед дали брливите политичари преговараат за тоа како ќе ни се вика јазикот, како ќе ни се вика државата и така натаму. Балканот е можеби полуостров каде што секоја нација се мајтапи со другите нации и за чудо сите се во право. Ова вето кое што ни го стави Бугарија беше непостоечко пред да дојде Зоран Заев како премиер. Ние се сеќаваме дека Бугарија беше првата држава која што не призна под уставното име. Односите со Бугарија се последица директна на Преспанскиот договор, на таа лилипутанска нишка во дипломатијата која што секогаш каска зад светските текови. Од тука односите со Бугарија ќе бидат мачни, ќе бидат тешки и можеби никогаш нема да дојдат до крајот за разлика од односите со Грција. Понатаму предвидувам дека можеби тоа е црно сценарио, дека и Албанија ќе стане земја членка пред нас, дека и таа потоа ќе ни става вета. Можеби Србија само нема да ни стави вето на крајот, бидејќи и таа ќе стане земја членка пред нас во Европската унија. Од тука нашата надворешна политика мора да се фокусира кон алтернативи, бидејќи ние уште многу долго ќе останеме во чекалната на Европската унија. Еден бегол поглед кон оваа резолуција покажува дека, барем за наш вкус, таа е доста бенигна, пишувана разбирливо, со дипломатски манири. Ние сме малце за по-хардкор пристап, меѓутоа затоа ние не сме дипломати. Она што ми фали во оваа резолуција е отфрлањето јасно на објаснувачкиот меморандум на Бугарската академија и на бугарските колеги пратеници, кои што, за разлика од нас, кои едва и наоѓаме консензус, имаат консензус за сите антимакедонски прашања. Имено овој меморандум пропагира историски ревизионизам и пропагира рехабилитација на фашизмот. Јас се надевам дека, како што брусевте шахти, нема да ги демонтирате спомениците од НОБ, кои што се последица на Асномска Македонија. Понатаму, она што ми фали е осуда на неоврховистичките позиции на бугарската влада и она што конечно како народ и како држава треба да се одважиме да го отвориме, а тоа е прашањето за македонското малцинство во Пиринска Македонија. Прво треба да следува барање за извинување од официјална Софија, како што тоа го прави Германија кон Русија, кон евреите и така натаму, па потоа да следи историско помирување. Згора на се имаме и адут во рака, има неколку пресуди на Европскиот суд за човекови права против владата во Бугарија. И она што можеби е умесно да го отвориме како прашање е конечно да се стави на дневен ред Македонската национална платформа како пандан на тиранската, кое што за разлика од оваа, која е кон надвор, ќе биде кон внатре и таа не треба да е многу сложена. Горе-доле се 5 точки, и тоа се гаранција на унитарноста на државата, на секуларноста на државата, на идентитетот, бидејќи ние сме единствена нација која преговара за јус когенс прашање, односно за прашања кои се непреговорливи во меѓународното право, потоа прашањето за територијалниот интегритет и прашањето за државните инсигнии, односно символи, грбот, знамето и химната. И оно што фали е дека оваа резолуција би требало да се достави и до Европската унија и до нашите меѓународни партнери, а не само да се објави во службен весник. Меѓутоа и оваа лајт варијанта како почетна точка е прифатлива за нас, ние ќе ја гласаме и Левица ќе ја даде поддршката со надеж дека во иднина нашата дипломатија ќе биде поофанзивна, а не само дефанзивна во овие билатерални спорови. Ви благодарам.